еден момент ке промени се. Илузија и лага, важно е среќни да сме, сите заедно на глас да пееме. Денес сме тука, утре... Ладно, а, треće? Камен, бра. Камен? Извини се Како на си? каветна. Нема проблем. Ние вака машки да се поздравиме. Оди ми иде рацете назад да ги ставам кај старите. Весник да се вземем, брат. Каде Лондон, Михен, Во Охрид и околината има буквално 7 дена еден турист да прошета секој ден на различно место. Пастрмката каде е? Пастрмката, Ја нема. чекај да видиме овде. На пастрмка дојдов, се донесе, само пастрмка не донесе. Биди се малце трпелив, значи пастрмката е шлагот на сите јадења. Здраво, јас сум Трајче Петковски, моментално сум облечен во зимска опрема, Бицијани не ми се гледа, но позади мене е Мордор, а се наоѓам во Охрид, а лево од мене е Мистер Рај. Таму чека Ѓоко Таневски, со него трениравме, јадевме во Инекс Горица, уживавме во нивните специјалитети, а сега наред е малку да поразговараме за уметноста и за тоа што он преферира и од музика и од филм. Морам да идам да се стоплам малце во Мистер Рај и се гледам. Ајде тука, и се лурова срце чука, терај вака, немај гајле. Минатата епизода се поминавме одлично во Инекс Олгица, релаксација и во теретана и во спа. Ѓоко се покажа како одличен домакин, ни спреми еден куп специјалитети, јадевме, пиевме и дојде ред сега да разговараме малце и за уметност. Нешто што е најново од тебе, ден по ден песната, една љубов имам која што е доста Една љубов популарна, има веќе година и нешто, али е популарна цело време, да кажем сега. па задоволство ми е, окей. Она што ги интересира сите е што те натера да промениш од поп на етно елементи музика. Етно поп, добро. Да. Што е тоа? Која е причината Само која да не е што го промени прават? Да. Етно Зависи поп кој. може. Да. Која е причината зашто се Па зашто не да знам. направи таа промена? Па не знам како да ти кажам. Јас ги сакам во принцип сите правци на музика. Претежно слушам рок н рол, но ете публиката која на публиката им пеам нешто како етно поп, како ова музика сега последните две песни што ги испеав, многу поинаку и подобро ми реагираат. Така да решив дека е време и годините, сигурно за своето, дека време е малце да посветиме внимание на нашава традиционална музика, но да не биде ептен преминување од забавно на народно, ова е некој измеѓу жанр, да го речам, популарен, нели Каролина Гочева истото го направи и гледаме дека прекрасно и поминуваат песните. Така да некоја идеја јас да видам македонското момче ете во цела ситуација и ми легна тој стил, значи пеам и народно и забавно, али ете, не знам, во секој случај убав е призвукот и убаво е прифатено од публиката, мене ми стои убаво на годините, на седа коса, на брада и така. Жиси, Тама си целокупно човече и така. 40 на 2. Малце го Тука е. расширив мабетов, ама Да. во принцип Не, супер. Дали планираш да излезеш албум? Со да, вакви песни? да. Секој случај спремна е, уште малце фали да се доспреми третата песна, значи соработката е со Никол Чемицевски. Изминатија две песни и третата е негова и ќе тераме до негде околу 10 песни. Од кои 6 или 7 ќе бидат ново компоновани, а 3 или 4 ќе бидат стари македонски преработки. Така да не знам, ќе видиме дали ќе стратешки како ќе го изработиме тоа, дали ќе одиме песна по песна или ќе ги направиме сите наеднаш па ги издадеме албум. Уште не сме разговарали, но во секој случај ќе се оди до кај негде 10 песни заедно со Николчи, со работката со него. Тераме цело време таа паралела Скопје Охрид. Пошто се разликува охридски музичар од скопски музичар? Ти кажи го да ајде. Издава собјани албуми, ама ти си исклучок, искрено ти кажам. Секоја чест, навистина, од песна во песна се поубаво
звучи и ти лежи искрено. Може така да тера. Баш ми е драго Со оглед на тоа каква е страдата во моментот и со кои проблеми се соочува, респект. Така. И за поздрав е сите оние кои што се борат за да остане жива естрадата, бидејќи наистина се малце незгодни моменти за сите вас, за сите нас. Незгодни моменти економски, но затворење, мислам дека овој период многу им значеше на композиторите претежно, пред се, затоа што има сигурно повеќе време за творење. Така да авторите допрво мислам дека треба да се покажат со добри песни. Галебот Џонатан Ливингстон не е обична птица. Тој верува дека секој галеб може да ја достигне слободата на предизвикот и на откривањето, наоѓајќи најголема награда во подучувањето на младите галеби за радоста на летањето и за моќта на соништата. И нашиот охридски галеб е во слична мисија, низ неговиот животен пат полн со предизвици и убави пораки. Тој ја сака слободата на изразот во летот низ музичкото небо, црпејќи инспирација од животот и градот во кој е роден. Со крилата на музиката, тој ја има силата да ги досегне соништата, да ја чува традицијата и да им ја покаже убавината на летот на следните генерации. Приказната продолжува, но овој пат мастрафот е музиката, културниот сенс на градот и гостинот кој ни е домаќин. А муабетот е за едни поинакви вкусови кои не прават посебни во душата. Младите тогаш не сме престарени, пак ќе речем, пред 20 години, речем, кога јас имав 20 на години, си живеевме еден терк, еден начин. Имаше повеќе свирки, беше подинамично, барем за нас, јас така мислам. Младите сега што има 20-25 години, истото веројатно ќе го мислат на 40, затоа што, период од животот е тоа. Сега со пандемијава немаме свирки, иначе до лани имавме свирки, си течеше све нормално. Само јас што се базирав на некој, да речам, како помалце настани во клубови, повеќе настани како свадби и семинари и такви работи, каде што можам подобро да се изразам, да речам, затоа што свирките бараат многу повеќе енергија во клубови, како еве Мистер Ај, тука имаме исто настапувано. Бараат повеќе енергија, друга публика, како да кажам, пошто и моите години не соодветствуваат со да забавам луѓе од 20 години. Пак музиката ја што ја пеам бара посериозна публика, така да не знам, ако направам паралела можеби ќе сгрешам како се живеело тоаш како сега. Така да не знам што да ти кажам. Па вајда нешто разглобив, нешто кажам. Не, супер си, мене искрено многу ми се допаѓа Мистер Ај. Спомна дека свирки овде имаше. Така, дефинитивно, од кога излега моите песни Една љубов имам и Ден по ден. Ден по ден, додуша не ја фати таа еуфорија со свирките, неколку свирки направивме од кога излезе. Една љубов имам, сака доста да слушнат и 2 до 3 пати на свирка свиревме. Не знам, имам формација бенд како рок-н-рол бенд, значи гитара, бубњеви и бас, и јас. Имам формација клавир, акустична гитара и вокал. И различен репертоар. Не ти фали она некој да ти се закачи и ти рече свири ми она песна? Не одиме до таму. Не одиме до таму. Пак ќе кажам, жанрови се во прашање, али и изведбата на тие жанрови има разлика. Значи, кога се е на клавир и на гитара, поинаку звучи понежно, поприфатливо, публиката може да пее. Ако свириме рок-н-рол, а па на рок-н-рол нема свири ми ја оваа песна. Знаеш како е? Да. А рок-н-рол исто го љубам и си поминуваме добро на такви свирки, тие се погласни, подинамични, по-хард. Има разлика. Така да и репертоарот е различен. Со бендот свириме повеќе странски поп-рок, да речем, а со другата формација свириме потивки, по певливи песни да пеат и публиката заедно. 2020 паузата зашто ја искористи најмногу? Како влијаеше на тоа? 90% од луѓето рекоа за пуштање стомак. За пуштање стомак. Види, имаше периоди и кај што пуштивме стомак, имаше периоди кај што ќе застанеш, кај речеш мора
да вежбам, мора да се вратам во Ама од понеделник. Сепак на телевизија све. Така не гледа народ, не гледа луѓето. Морам да вежбам од следниот понеделник. Кој понеделник не е битно, понеделник е. Така да, не знам, нормален тек на живот. Охрид каков е? Тоа мене многу ме интересира. Има прилика да дојдам во септември, не знам како беше во август, еве го сега е супер студене, ама е прилично мирен. Каков е Охрид во цела оваа ситуација? Охрид е мирен, освен во летниот период. Охрид е интересен за сите што доаѓаат ретко и го гледаат езерото и наоѓаат мир во него и нас ние веќе тоа и живеано, не дека не сакаме да се прошетаме покрај езеро, но во секој случај не е динамичен. Можеш слободно да дојдеш град со кола и да имаш кај сакаш да паркираш. Така да не знам како да кажам, во пандемијава е различно, вон пандемијата имаш момент во сабота во 12 часот навечер на плоштад нема никој. Сега не знам, сватио како сакаш. Сабота попладне во 12. Не, навечер нема никој. пред пандемијата правам муабет, кога треба да биде жив градот, нели? Така. Сабота во Скопје сигурно е многу динамично, така Што колку рекол, 11-12 часа. Да. Охрид знае и да нема ни еден човек на плоштад. Лепо. Дали е добро или не знам. Па кој сака да се одмори, во принцип добро. Во принцип е Охрид град за одмор, да. Сега автопатот кој ќе го направат, им побрзо ќе доаѓаме, им побрзо ќе си одиме. Тај може да е така, да се среди што побрзо и да идете на кафе и па да си одите. Уште повеќе бицови ќе има тоа што е. Ќе видиме. Сакаш да ти ги кажам тајните? Да ме закопка малце. Не. Здравје Боже, ќе правиме муабет пак, кога ќе заврши се ова и ќе дојдеме до ред да правиме муабет со тоа што имаме како програма. Разговорот ни е култура, уметност, музика. Све. Каква музика ти преферираш? Лично јас? Лично, Каква музика слушам? Да. Па јас Што слушам тебе те опушта? рок и слушам матична група ми е, сегде кажувам White Snake, така да слушам рок и рок. Омилена песна? Не те терам да пееш. Sailing Ships, пример. Филмови? Филмови, сакам кога ќе гледам филм да се опуштам. Марвел филмовите сите ги имам изгледано и по 2-3 пати. Не сакам некои тешки драми, но во секој случај жена ми кога ќе секогаш ми вика, аз се загледам во некој филм па каков сака да го видам. Се загледувам и мора да го гледам од почеток до крај, ако е глуп. Значи сакам действието да го испратам до крај. Секогаш има нешто да се каже. Ја мислам Star Wars ке ми решиш. Не е Star Wars, али Марвел ги гледам. Све што е добро. Све што е добро. Добро, Star Wars знаеш. Директно си Star Wars, поврзан. искрено не ги немам гледам ни еден дел. те- Нити еден дел. Еве ќе ги гледам. Да ги гледаш. Ќе ги гледам. Да видиш Значи, каде е ниту еден силата. дел. Добро? Како беше тоа? May the force be with you. Така. Нека биде силата секогаш е со тебе. Џабе правиме му овие дени. Овие две епизоди ти мене ми докажа дека силата е кај тебе. Како? Прав домакин. Не ти кажав како се јаде риба, не ти кажав ништо не ти кажав. Бога ми не ми кажа. с лекој заедно. Бога ми не ми кажа ни риба, ни ѓомлезе, ни колку се Ѓомлезе, специјалитети дури испробав. потпечи. Не, домакин човек, филјан човек. Значи стварно те бива. Ја не знам, кажеш дека не готвиш, а Знаеш што е филјан човек? Кажи ме нешто. Тој човек. Тој таму е тој филјан човек. Не е као добар Не. човек и така натаму. Не, Зашо јас знам филјан дека е као човек добар е- човек, не, филјан човек. е Убаво нешто, тој комплимент. таму. Барем така јас мислам да не сгрешам. Ја мислев дека е као за фин и така натаму. Не. Не? Кога збориме за некого, филјан човек е тој. Тој и тој. Намерно ги спомна филмовите, не знам дали знаеш горе во Мистер Рај, има автентични и авангардни соби. Секоја соба е во различен филм, различен актер, не знам дали се качал нагоре. Ќе морам да кажам дека не сум се качил. Од Охридци не ги знаеш, овдека си Па, речи види. си секој ден. Сега може тоа грешка да се свати. Што ви браела јас во собите горе? О, добро, сега А? да ја покажеш на гости.
Да ја препорачаш. Немој така се. Јас си сум дома, така да немам потреба да одам по тоа гостовите горе. Исто како ние скопјаните, Ќе ми не направиш знаеме во проблем. Скопје додека не дојде некоја од страна да ни каже какви се убави места има. Така, добро, да. Ај баш да видиме какви се. А ќе се качам и ќе ги видам, да. Убави апартмани, Препорака, еве да да. да не откриваме вака со зборење, да видиме какви. Важи. Да бидеш во Мистер Ај, а да не влезеш во филм, едноставно е невозможно. Mission Impossible. Овде друштвото е внимателно избрано, а вие имате можност да бидете гости на филмскиот Jet Set. Среде луксузот и манирот на Коза Ностра, во стилот на Дон Корлеоне, можете и самите да бидете капо ди тути капи. Овде се најголемите фраери и најубавите филмски диви на столетието. Ал Пачино, последниот кум на италијанската мафија, и лузната која го зграби американското подземје, Тони Монтана, Scarface. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Тука е и Мончи, најубавата сицилијанка, Малена Скордија, Моника Белучи, која го заведе и последниот мистер Бонд, наследникот на најдобриот Бонд, Шон Конери. Моника денеска е договорена со неодоливиот, со Клуни, кој во моментов и бира бисери. А меѓу мажите, кои повеќе ги сакаат русокосите, беше Френки, кој ја обожаваше иконата на американската војска, вонвременски сексипилната Норма Джин. Синатра и Мерлин беа контроверзен пар, вмешан во шпионажа и политика. Зад себе оставија афери, слава и вечен евергрин. Палавата кокета на векот ја раздрма и белата куќа со роденденската честитка до председателот. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. А ако сте за авантура, тогаш придружете им се на Пиратите од Карибите, под водство на Џони Деп и црната Венера на денешницата, Пенелоп Круз. Но ако сте за вистинска акција и сакате да го спасите светот, тогаш нека ве води најбрзата и најдобрата во чкрапалото, Лара Крофт. Таа веќе го спасува Охридското езеро од лошите момци. И тоа бесплатно. Интересно е странците кои ќе се зборуваат за Македонија, прво што им текнува е Охрид, искрено, поготово сите што се на балконите, така со некоја носталгија кажуваат за Охрид. Не е за забавите, како што ти кажуваш, него за вредноста на... И тоа на си има самиот драж, и тоа си има убавина. Значи, Охрид е и познат по ноќниот живот. Но ете кој една будва реши да ги срамни сите локали покрај плажата. Не сум знao. Да, тоа е веќе година-две, нема ни еден локал покрај риверата, нивна покрај плажа. Браво. Така да решиле да го искористат морето, а не ноќниот живот и бучават. Охрид, освен што е бесценет бисер на македонскиот бит, тој е и јазол од мостови на култури со многу европски земји. А мостот со кој посебно се гордееме е културната збратименост со Холандија. Со децении наназад Охрид е обожуван од холанѓаните, кои се меѓу најбројните странски посетители, благодарение на најголемиот промотор на Македонија во Холандското кралство, Ден Долард. Токму заради восхитот на овој познат патеписец, романсиер и поет, изразен посебно во делата посветени на Македонија, убавината на Охрид стана прочуена на секаде низ светот.
Во плодниот писателски опус помеѓу 1931 и 1994 година се и книгите и статиите кои беа инспирирани од неговите посети на Македонија, која толку верно е насликана, со сета топлина и енергија, што уште од тогаш станува екзотична во очите и мислите на холанѓаните. Делата со кои Доларт ја прослави нашата земја се Ориент Експрес и Свадба на 7 цигани, подосна преведена како Свадба во Охрид. Станува збор за една интересна љубовна приказна меѓу мераклијата по чашката, фотографот Бранко и охриѓанката Душка, амбициозна студентка по филозофија. Оваа љубов Доларт неслучајно ја вгнезди во медените пейсажи меѓу Галичица и градот налик на Потковица. Нивните љубовни перипетии се одвивале покрај сите охридски убавини, а во фотографиите на Бранко оживеани се сите цркви од византискиот период, кои се впиле заедно со приказната во меморијата на холанѓаните, инспирирани некогаш и лично да ги видат. Тој во една посета открил дека првата љубов ја почувствувал на 14 години, токму во Охрид. Емоционално врзан за овој крај, кој го сметал за свој, Доларт гордо изјавил дека Господ 5 дена го создавал светот, а 6-тиот ден ја создавал само Македонија и затоа таа е толку убава. Значи, секоја соба во свој филм. Мене лично најмногу ми се допадна кум Јал Пачино, а овдека имам уште еден кумот на Охрид. Ѓоко. Ѓоко Паша, уствари, како уживаш? Прв пат шиша пушам. Не те верувам. Не те верувам. Некако си уходан, искрено да ти кажам. Па гледав како правеше дечкото што правеше ова. И добар имитатор сум. Да? Да. Не би рекол, мислам дека си Прво се оригинален, дува, дека па- само ме зезаш, мислам, искрено. Шо вкуси? Некоја ванила, некој јаболче, појма немам. Горе има музички. Немам вкус. Нема. Има цнемена. Не, се шегам. Добар сум, за сега. За сега, ќе Па, видиме до крајот на Никој не знае, емисија. да. Горе се музички соби. А дали гледаш музички филмови? Се околу музиката. Па, да. Нормално дека гледам, не смеам да пропуштам, така. Сега се воодушевив од Bohemian Rhapsody, плачев на филмот за Рей Чарлс и така натаму, да не почнеме од Коса филмот, така документарци за Pink Floyd и така натаму. И by the way, да ти кажам дека имам и трибют на Pink Floyd. Се вика NAMP проект, да. Направивме многу убав концерт пред 2 години на Долни Сарај, тука во Охрид, и поминавме прекрасно. Може би ќе имат можност гледачите да видат дел од атмосферата. Is there anybody in there? Just none of you can hear me. Is there anyone at home? Come on now. I hear you feeling down. And I can ease your pain and get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just some basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. A distant ship's smoke on the horizon. Не знам дали да бегам навак или да се исправам од мирисот. Уште имаш мирис или немаш? Имам. Се осеќам се. Искрено сакам да ти се заблагодарам за убавиот помин во Охрид.
иако се надевавме, не Ајде да ми очекувавме дојдеш. дека толку убаво ќе си поминеме и ќе ти дојдеме да ти кажам, зашто навистина добро си поминавме, уживавме во секој момент, во секоја Беше храна, во секој разговор, си се најдовме тука со муабетите народски кажано јас и ти. Така. Се надевам дека ќе се видиме во скора прилика. Од бисерот на Балканот, единствена работа мене што ми остана, ти кажам искрено, е да одам да си купам, тоест да купам бисери во Филеви. Тебе да те се заблагодарам на учеството во емисијата. Благодарам и вас на поканата. Уште еднаш благодарност и до одличниот персонал и на Инекс Олгица и на Шиша барот овде во Мистер Ај и на Мистер Ај. Охриѓаните дефинитивно се гостопримлив народ. Порака да сите слободно да се дојдат во Охрид и да се опуштат и да уживаат. Цените не се толку скапи како што прават. Значи супер се. Уживајте во животот и се гледаме во следната емисија. Добар ден. Од кога потекнува традицијата на Охридскиот бисер и зошто е толку посебен? Традицијата започнува на почетоците од 20-тиот век. Историјата и традицијата ја делат две стари охридски семејства, Филеви и Талеви. Се тоа поврзано со еден историски потврден настан кога доаѓа еден руски емигрант од Бајкалското езеро во време на Октомвриската револуција. Тој со себе носи една интересна судбина која подоцна е пријатна судбина за двете семејства, Охрид и Македонија, ја носи тајната на Охридскиот бисер. Во тој момент мојот прадедо е собственик на ресторан и така се запознава со него. Според пријателството нивно кое се развило како братство, тој кога го видел Охридското езеро дека има посебен ресурс како и Бакалското езеро, односно рибата, плашица која е извор за да се изработи Охридскиот бисер, тогаш тој му ја предава тајната на мојот прадедо Никола. И тогаш започнува традицијата во 1928 во семејството Филеви, а во истиот период ја дознава и семејството Талеви, бидејќи сите тие биле заедно пријатели. Потоа секој си формира свое семејство и така останува тајната љубоморно да се чува се до денешно време преку 4 генерации во двете семејства. Во што е посебноста на Охридскиот бисер? Посебноста на Охридскиот бисер секако ни сите овие години повеќе институции, повеќе научни фактори го испитувале составот и геоморфолошките посебности и откриле и одлучиле дека се работи за природен производ, спој на две природи, кој е различен од најоригиналниот бисер кој доаѓа во школка, бидејќи тука ние, како што спомнав, имаме рецепта, односно тајна технологија, спојуваме повеќе природни елементи од рибата плашица или ендемски назив, односно латински Albidus albornus alborella, среброто рибино се зема за основа и се прави таа прочуена емулзија, па се спојува со школката, односно срцевината, која е седев наречена. Од седевот се прават различни форми и големини и подоцна со самата емулзија се примачкуваат во различни слоеви. Сето тоа оди на природна основа, сето тоа оди рачно, посебноста е бидејќи тој бисер единствено само тука и порано на Бајкал се работел со помош на човекот, а правиот бисер се работи директно од природата, односно се модифицира во внатрешноста на школката, која ќе влезе зрно, камче, односно песок, и таа мисли дека е страна од тело, односно мисли дека е нешто внатре која нагризува и таа го обликува со внатрешниот пигмент, односно емулзијата која добиваме од карлушките. Значи природата возможила да има емулзија и во рибата, односно во карлушките, и во самата жлезда на школката. Кога турист ќе дојде во Охрид на одмор, неминовно е да не помине во еден од символите на Охрид, а тоа е вашето ателие, вашата продавница Филеви. Она што ме зачуди е голем број на познати личности кои што дошле низ годините, односно шведската кралица, холандската кралица и уште многу видни личности од светската политика и од светската историја. Она што ме интересира, кој е највредниот експонат досега што го имате изработено? Точно така, низ овие 100 години, како традиција, историја и еден препознатлив бренд и символ на град Охрид и на Македонија, Охридскиот бисер бил во повеќе историски системи, се прославил на сите меридијани во светот, тука доаѓале многу еминентни ликови
односно многу познати од сите бранши, од сите профили, различни глумци, политичари. Секако сите туристи биле тука на презентацијата да го видат како се изработува Охридскиот бисер. За мене можам да кажам дека секое дело е монументално, уникатно, но секако секогаш уметникот што и да направи совршено, сака уште посовршено да го направи и во техниката, и во производството, и во самиот квалитет има еволуции, така да многу вредни парчиња понеле холандската кралица, данската кралица, шведската, српската, бугарската кралица, многу политичари, многу луѓе кои доаѓале се запознавале со квалитетите и техниките на Охридскиот бисер, кои подоцна биле и во нивните колекции и секаде го ширеле имиџот на Охридскиот бисер и потоа се препознатли македонците и сите етнички заедници кои потекнуваат од Македонија. Ваш најомилен експонат? Помнете сами почетоци како дете во работилницата на мојата баба, татко, била една класична огрлица која направив и ја крстив Evergreen огрлица на Охридскиот бисер. Ќе ја видите во една нова прилика. Многу важна работа е, верувам дека и сите ќе ги интересира, нели, цената која се движи за да се купи еден бисер, ова поготово за сите наши сограѓани кои што доаѓаат и го посетуваат Охрид. Која е најефтината варијанта и до која цена може да се движат експонатите? Така, цената на Охридскиот бисер според сите би рекол проценки номенклатури има некоја приближна вредност како и најоригиналниот бисер, но ние секогаш ја адаптираме цената според нашите стандарди и секако прво за нашиот пазар, македонецот сакам секогаш да го има овој бренд на себе и да си допушти да го купи, значи релативни се цените од поголемина, од најситната огрлица оди некаде околу 3000 денари, па нагоре, еден пар обетки се од 900 денари па нагоре, така да имаме за сечиње според материјалот градираме цена. Нормално одат и најскапи производи. Ние веќе на аукцијата во 1974 година постигнавме дури $15,000 за едно многу убаво парче бисер кое е проценето и е купено од познатата америчка фамилија Ротшилд. Многу ме интересира. Гледам накит од Клеопатра, од Олимпија и од македонската принцеза Косара. Како го изработивте овој накит? Работен е според оригиналниот пронеден или? Да, инспирирани од археолошките артефакти кои се пронајдени во тие некрополи како во египетската, како во на Свети Ахил островот, семејната гробница на цар Самуил и секако мајката на Александар Македонски Олимпија. Одма мене ми дојде идеја да тие накити ги возобновам со наша технологија, односно со бисер, пошто видов дека има многу заеднички елементи на денешната наша производствена технологија и одма направивме реплики на огрлицата од Клеопатра, огрлицата од принцезата Косара и секако од Олимпија, кои се еден исто така репрезент историски на културата на Македонија, да може да се видат како изгледаат во живо. Че се потрудивме сите елементи да ги поврзиме како што биле. Ви беше дозволено да ги видите заедно оригиналните експонати? Да, ние ги видовме и оригиналните експонати и потоа направивме одма една реплика која е стварно квалитетно изработена и може да биде верна на оригиналот. Дали македонецот ги бара овие производи? Па да, секако македонецот ги бара, пошто секако тоа е еден символ на нашата историја и култура, ги барат и странците, бидејќи ние сме и како бренд, и како историја, и како држава, и како народ космополитни и сакаат да се изучува македонската култура и историја и сите кога ќе дојдат туристи сакаат нешто автентично, како и ние кога одиме на друго место сакаме нивната култура и традиција и историја да споделиме. Ние сме еден сегмент на светската култура. Če се задоволство ми е да ве услужам со нашите уникатни охридски бисери. Благодарам. Гледам дека сте добро информирани за нашите уникатни модели, но јас, моја професионална препорака, според вашата физиономија и вашето прекрасно име Кралица, ќе го изберам моделот Evergreen, кој ми бил и прв модел кој сум го изработил јас во мојата четврта генерација, односно традиција за изработката на охридски бисер. Охридскиот бисер ја има посебната магија да биде украсен од вашата убавина.
Охрид е самиот евергрин. Некогаш оставете го лично да ви раскаже за себе, со плисокот на брановите, звоната на камбаните, со наглиот аплаус од крилата на јатата галеби и моторот на кајчињата кои го ловат хоризонтот. Оставете го да ве смири и да ви ја стопли душата со погледот на најубавите зајдисонца. Години си помина, немам друга мисла, желба пуста не запира. Оган гори в душа, немам ни грло, ни глас, а бер да ти пуштам стегнало